Добар ви ден и добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Добре дојдовте во новата сезона. Започнуваме како ученичињата на 4 септември. За малку ќе беше на 1, ама петок за еден ден. Не сакавме да ви одземеме уште дел од она што е летен одмор и размислувања и да мислиме дека се уште сме во лето. Од денеска не сме баш, барем што се однесува од емисијата Што мисли народ во неа. И во оваа сезона ќе видам јас, Тони Михайлов, заедно со моите колеги кои што од другата страна на камерата ќе реализираат оваа програма и кои што ќе испоменува во текот на тамошните наши емисии. Заеднички и оваа сезона верувам дека ќе го остваруваме оно што е најважно, а најважно е граѓаните да учествуваат во креирањето на јавното мислење, да слушнат што имаат да кажат оние кои што од нив се избрани и работат за нив и да им кажат што мислат дека треба да се работи, што треба да се подобри. Тоа е функцијата на оваа емисија. Ќе имаме секако и локални теми, ќе имаме и национални, ќе имаме и жешки теми, како и секоја година. Оваа прва недела се поклопи некако со еден период во кој полека, сигурно завршува мандатот на актуелните градоначалници во локалните самоуправи во регионот кој што го покрива нашата телевизија, само во цела држава, но и во регионот кој што го покрива телевизија Стар. И првата недела ќе биде посветена на неколку градоначалници кои што се одлучија токму пред вас да го кажат тоа што го сработили, да слушнат дали ви имате да им кажете нешто што сметате дека може и подобро да се сработи, посебно со оглед на тоа дека се разбира, знаете дека голем дел од градоначалниците можно повторно се најдат како кандидати. Затоа уште не знаеме, меѓутоа знаеме дека овие денови ќе слушнеме што и како се работеше за подобар живот на граѓаните на истокот. Честа во оваа сезона на Што мисли народот да ја отвориме, имаме заедно со градоначалникот на општина Зрновци, господинот Блаже Станков. Господин Станков, добар ден, добре дојдовте и благодарам што ете сте практично на почеток на новата сезона, иако на месец дена до крајот на вашиот мандат. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден. Да ви благодарам што сум гости на вашата телевизија. Јас пред се ќе ми дозволете во овој момент на сите наставници и сите ученици им го честитам првиот училишен ден и да им посакам да уживаат во секој ден од новата учебна година, особено да им го честитам првиот училишен ден на сите првачи. Така, кога е така, сега веднаш ми доаѓа на ум мислата дека не би било лошо да кажеме во поглед на образованието како функционира општината Зрновци, има ли подрачно училиште? Јас лично не знам, мислам дека и дел од граѓаните, па да ни кажете малку повеќе за тој дел. Или градинка и... Да, ние во Зрновци имаме централно основно училиште, кој што е едно во општината. Мислам дека во изминатите години направивме многу за образованието, поаѓајќи од сето она што го вложивме во образованието, значи имаме целосно реконструирано училиште, на кое што имаме изградено, значи сите оние елементи кои што значат услови добри за учениците. Тука пред се мислам на термофасада, исто така поставени сончеви колектори со кои го дозагреваме парното, меѓутоа истата таа вода дечињата ја користат како топла вода во спортската сала. Значи изградивме и топла сала, во минатото изградивме топла врска на училиштето кој што некаде околу 100 квадрати. Ги заземавме двата влеза, значи се наоѓаат со поврзаници на топла врска. Изградивме во минатото исто така и 2 нови училници, така да во веќе со години учениците во нашата општина посетуваат настава само во прва смена, што тоа не беше, нели, во минатото имаше и втора смена, со тоа и ги скративме и самите трошоци како енергетски извори, енергетските трошоци, меѓутоа исто така и трошоците за работна рака. Како е? Да, повелете. Мислам дека навистина вложивме многу во образованието. Вие знаете, во изминато исто така учениците добија исто така и бесплатен превоз, добија бесплатни учебници, добија компјутери, така да навистина сега образованието во нашата општина се наоѓа на едно завидно ниво. Јас овде би издвоил само дека ние исто така имаме буџет, исто така ги стипендираме и најдобрите ученици за пишување во високото образование, така да тоа е веќе пракса неколку години. Стипендираме 10 ученици и стипендираме само првата година, се со цел кога втората година веќе може да си поднесе за државна стипендија.
Значи, тогаш кога немаат право на стипендија од државата, им помагате вие. Каква е состојбата со учениците, бидејќи ни постојано говориме нема, има ли во Зрновци прираст, има ли нови деца? Па можам да кажам дека бројката навистина полека паѓа. Таа неколку години веќе тенденција на секаде, за жал. Последните години можам да кажам дека е застаната, меѓутоа навистина сме далеко од бројката која што беше пред 30 или повеќе години. За жал, значи, тоа е така како што кажавте и вие, значи, се случува во целата држава, меѓутоа јас се надевам дека еве следната година очекуваме сигурно некаде околу 50% повеќе деца кои ќе бидат запишани. Веројатно тоа така, значи, му доаѓа според возраста спрема годините. Годинава се запишаат 22 првачиња. Значи таа бројка тука константно ни се одржува, значи биле некојши 18, еве сега е 22, биле некојши 24, 25 и тоа се држиме околу таа бројка 20 и неколку деца. Да го закружиме еве дел со образованието во поглед на детски градинки. Имаше еден турнус на изградба на детски градинки отворање во државата, дали Зрновци беше опфатено? Да, ние, значи, општина Зрновци имаме собствена градинка изградено, таа уште не е ставена во употреба, а ние завршивме некаде околу пред 2 месеци. Наистина таа е опремена, се работи за современа градинка која што ќе може да ги исполнува сите услови за успешно обавување на дејноста. За жал морам да кажем ова прилика дека поради распишаните избори најверојатно ќе биде проблем за брзо отварање, меѓутоа јас себе морам и тоа да го кажам дека стапе во контакти лично со министерката на труд и социјална политика, кај неа наистина има расположение, значи ќе се обидеме деновиве да можеме да обезбедиме согласности преку Министерството финансии за нови вработувања, бидејќи знаете со закони тоа забрането сега нови вработувања, меѓутоа по основ на хитни неодложни работи ќе побараме, бидејќи тоа се случи сега за во добар дел на образованието, ќе се случат нови вработувања и ние ќе одеме по тај остав, значи да можеме да ги добиеме тие согласности од Министерството финансии и се со цел да можеме да отпочнеме со работа на детската градинка со оглед на тоа што ние веќе имаме запишано и евидентирано повеќе од 50 дечиња кои што ќе ја посетуваат детската градинка. Така, значи образованието во таа фаза. Сега започнавме со образованието бидејќи така е денот, започнува учебната година. Овде имаме 2 документи, едниот е програма која сте се кандидирале 2013-та, ова е отчет. Веројатно кој сака треба да погледне и ќе види што е речено, што е направено, но овде сте и вие да го кажете своето. Прво би ве прашал дали сте вие лично задоволни од сработеното, од оно што сте го сработиле во овој мандат. Да, значи обврска на секој градоначелник е да навистина излезе пред граѓаните со отчет, се со цел да може да се спореди што е обеќано во изборната програма, бидејќи 2013 година одевме со пишана програма, еве излегуваме сега и со пишан отчет за сработеното. Јас лично сум задоволен со оглед на тоа што во главно, значи повеќе од 90% мојата изборна програма е реализирана. Меѓутоа имаме реализирано и проекти кои се надвор од изборната програма и исто така имаме и проекти кои се во тек на изгледа. Така да, ако ги земеме сите тие параметри, јас навистина сум пред се и горд на сработеното, меѓутоа исто така сум задоволен со оглед на тоа што претпоставувам дека и граѓаните исто тоа го чувствуваат, бидејќи придобивките од сите овие реализирани проекти не се мали. Сметате ли дека во сите области е направено нешто и граѓаните имаат можности да имаат причина да бидат задоволни за подобрување на состојбата? Значи ние во денешно време не можеме да говориме веројатно преамбициозно да се говори дека наеднаш ќе се решат сите проблеми, но ако имало подобрување од моментот кога сте почнале во меѓувреме, ако има пакар мало подобрување, веројатно е добро. Да, значи морам да кажам дека ги опфатевме сите сфери на општественото живење на граѓаните. Така опфатено и земјоделието, и социјалата, и образованието, и комуналната инфраструктура, патната инфраструктура. Значи апсолутно во програмата беа опфатени сите сфери и пред се тоа беа предлози и идеи на граѓаните. Денес ние ги имаме сите тие проекти реализирани.
Значи, ако појдеме за патната инфраструктура да збореме, имаме реализирано 4 локални пата и знаете и патот Видовиште Теранци, кој што е регионален пат, исто така е реализиран, така да и во дел можам да кажам дека навистина постигнавме многу. Сите овие патишта се нови сообраќајници кои што навистина створија една нова мобилност на граѓаните и им ги подобрија условите, поготово ќе спомнам патот, значи Видовиште Теранци, кој што е една нова сообраќајна алтернатива со која преку која излегуваме на магистралата, и јас лично ценам дека навистина тоа веќе почна да доаѓа до развој на локалната економија. Навистина, значи овие патишта беа пред се со години, значи потреба на граѓаните и нивна желба, и токму поради тоа беа ставени изборната програма. Денес и тие патишта се реализирани и граѓаните навистина сега, значи, можат многу побрзо да стигнат до нивните места на живење. Ова е само како вовед, подоцна ќе одиме со инфраструктурата и со сите делови од она што го имате во вашата програма. Се разбира дека и граѓаните на вашата општина може да се јават и да прашаат и да кажат слободно. Ние сме тука за тоа. Некако ни дојде работата да започнеме со пригодно со учениците, бидејќи тие започнаа денеска, но јас повеќе овде забележав во отчетот дека за стипендирањето споменавте, но и дека имате изградба на училишна спортска сала и повеќе наменско спортско игралиште. Со кој соработувавте за да се реализира се ова? Изградбата на училишната спортска сала е преку Министерството за образование. Таа денеска поседува, значи, современа спортска опрема. И овде се одржува и наставата по физичко воспитување на учениците, меѓутоа исто така користат и останатите граѓани. Така да навистина условите во овој дел се многу подобрени, а исто така изградивме и повеќенаменско игралиште кое стои на располагање на сите граѓани на општината. Повеќенаменско игралиште беше изградено преку Агенцијата за млади спорт. Јас сум забележал дека понекаде, не знам, нема да споменам каде, но во некои средини овие повеќенаменски игралишта, тениски или било какви, слушам дека има реакции дека се наплаќа да се користи. Дали кај вас е така? Не. Кај нас, значи, повеќенаменското игралиште е оставено буквално отворено и на располагање на сите граѓани на општината и им служат за спортување, за рекреација, за надпреварување. Ние веќе имаме линденски игри традиционално секоја година кои се одржуваат во текот на летото, трајат околу 15 на дена и повеќе, а тие веќе навистина прераснаа во традиција. Многу се популарни, посетени се од страна на граѓаните, меѓутоа и учеството на екипите е некаде околу 15 до 20 екипи. Така и колку што забележувам, го поддржувате со финансиски, со награди за... Имаме финансиска награда, секогаш првото место добива со години назад 15.000 денари, второто 10.000 и го наградуваме и третото место со 5.000 денари, така, значи, а понатаму и со спортска опрема, најдобар играч, најдобар голман. Кога сме веќе кај тоа се сетив, постоеше фудбалски клуб во Зрновци, дали постои уште? Да, фудбалски клуб во Зрновка постои, игравме последните години општинска лига, најверојатно сега годинава ќе започнеме повторно да играме во третата лига. Така. Тука ќе спомнам дека навистина проблем се финансиите. Ние општината сме со ограничен буџет, не би можеле повеќе од 150 до 200.000 денари да издвоиме. Меѓутоа потребата од средства, финансиски средства е нешто поголемо од 300.000. Јас се надевам дека 90.000 котизација се дара. Да, тоа е само за една сезона, а ние годинашно можеме да издвоиме 150 до 200.000, а па овде треба да ни се организира превоз, ручици, нели, има трошици и ред други работи, така да јас очекувам дека годинава и приватниот сектор, односно стопанствениците ќе земаат малку помасовно учество и ќе можеме, значи, повторно да играме во трета лига. Така, во вакви средини значи да се има еден фудбалски клуб, претпоставам, затоа што луѓето се собират, има традиција. Да, така е, се е тоа добро, се е во ред, меѓутоа навистина финансиските средства добри, иако ние се обидовме, значи, во тој дел да направиме одредено реновирање на просторијата каде што им користи као собликувална на играчите, теренот редовно го одржаваме и не престанавме да играме, прочим игравме во општинска лига, меѓутоа навистина желба на повеќе тоа е да се игра трета лига и јас очекувам дека повторно ќе се играме. Со поддршка од стопанството. Да, меѓутоа исто така очекувам и таа поддршка, без поддршка од приватниот, од стопанствениот сектор навистина нема да можеме ние. Така, преминуваме на она што е во секој случај можеби најважниот дел од работата на локална самоуправа, комуналната инфраструктура. Она што таму се вложуваше, каква е овде состојбата, значи водоснабдување, евентуално канализација?
Па вака, ние во делот на комуналната инфраструктура навистина вложивме многу во изминатите години. Изградивме фекална канализација во село Видовиште, изградивме фекална канализација во село Мородвис, исто така и почистителна станица во село Мородвис, и ги уредивме сите 3 реки. Значи, во општината имаме 3 населени места, уредена е реката Видовишка, уредена е реката на Морошка река и исто така, значи, уредена е, извршена уредување и регулација на речното корито на реката Зрновка втора фаза, бидејќи во изминатата една фаза имавме направено. Така да мислам дека веќе со уредувањето на овие реки, тие сите налети на вода во одредени моменти ќе бидат спречени. Со самата регулација, значи, повеќе нема да бидат некоја препрека, опасност, бидејќи во изминатото навистина, значи, инфраструктурата ни се уништуваше, меѓутоа евете за среќа и со многу вложен труд, голема посветеност, успеавме да обезбедиме средства и сите 3 речни корита да ги направиме. Исто така, значи, во овој момент можам да кажам дека и целата општина, значи, сите населени места имаат и фекални канализации, каде со што не мора повеќе граѓаните, значи, своите отпадни води да ги испуштат во близина на нивните живеалишта. Значи, сето тоа сега веќе е прописно направено и рече сите граѓани се поврзани на фекалната канализација. Остана уште некои граѓани кои што имаат септички јами или поради тоа, поради нивната отсутност од нивните живеалишта не се поврзани, меѓутоа очекувам дека за кратко време и тие ќе бидат поврзани. Забележувам, рековте 3 реки, тоа се Морошка, Видовишка и Зрновска река. И Зрновска река. Забележувам на фотографиите уредување на речното корито во стил на камен. Дали имате помош, бидејќи знам дека во Штип имаа помош од Бучим, па така помош или... Не, ние овие проекти ги реализиравме, значи, проектот уредување и регулација на речното корито на реката Зрновка, изградбата на детската градинка и асфалтирање на еден крак од улица Скопска и крак од улица Генерал Апостолски, обезбедени средства преку европските фондови. Тоа од ИПА програмата за развој на рурални средини. И така да тие средства се отаму, додека пак средствата за изградба на речното корито на реката Морошка ги обезбедивме преку секретаријатот на швајцарската влада, а пак реката, уредување на речното корито на реката Видовишка обезбедивме средства преку Бирото за развој. Колку имате луѓе кои што работат на проекти, бидејќи постојано вака се оди со проекти, нели, као овие институции кои што... Значи, ние проектите ги добиваме на тендер, ги порачаме, значи, кај проектантски куќи, тие ги сработуваат целокупната техничка документација, а понатаму веќе пратиме каде има повици да се финансират вакви проекти, ги аплицираме повиците на повиците и понатаму, значи, откако ќе добиеме средства, почнуваме со објавување на тендер, не секако дека трае тендерска постапка, за да биде, да се изнајде изведувачот и после тоа, значи, придуваме на реализација на овој проект. Забележувам изградба на мост на реката Брегалница, се сеќавам дека имаше многу полемики околу, мислам дека станува збор за тој мост, кога мораше да кружат граѓаните, кога имаше протести, како да се има, Жешко беше и тука објаснувавте, имаше различни мислења. Кој е епилогот од целата таа дебата околу тој мост? Па да, вие се сеќавате дека во минатото имаше многу полемики, имаше дури и протести во едни моменти, сакаме нов мост и ред други работи, меѓутоа ние од првиот ден, значи, се зафативме веднаш да ги известиме сите надлежни институции дека мостот е оштетен од поплавите. Тоа беше 2015 година во февруари месец. Во овој момент сакам да упатам една голема благодарност до Агенцијата за патишта, односно сега јавното предпријатие за државни патишта, бидејќи тие веднаш ни влегува во пресред, излегува на терен и започнавме веднаш со изработка на проектна документација, бидејќи првите заклучоци беа дека не може да се изврши реконструкција на постоечкиот мост, бидејќи беше поприлично оштетен, и веднаш се преиде кон изработка на техничка документација. Таа техничка документација мораше да биде секако изработена за да знаеме финансиската конструкција и сега ќе се пофалам дека навистина и за релативно кратко време најдовме средства. Средствата се преку UNDP, на кои што партнери се Министерство за транспорт и врски, Министерство за земјоделие, Министерство за животна средина и секако, значи, како клучен и главен партнер е општина Зрновци. Навистина сакам да си заблагодарам во оваа прилика што тие ми ги дадоа средствата
Набрзо после тоа значи се направи тендерска постапка и откако веќе беше познат изведувачот, за неколку месеца се започна и со реализација на овој проект. Денес мостот се наоѓа во завршна фаза, значи извршено е бетонирање на целокупната конструкција, поставени се сите оние носачи, сите пропратни елементи кои што треба да ги има мостот. Во овој момент се работи на оградата на мостот и јас очекувам за 10 на 15 дена дека ќе се пристапи кон асфалтирање на самиот мост и истот ќе биде пуштен во употреба. Навистина, нашите граѓани треба да бидат горди, бидејќи се работи за нов, современ, модерен мост, кој што ќе биде со 2 коловозни ленти. Во минатото, знаете, тој беше со 1 коловозна лента, значи со должина од 96,5 метри. Навистина ќе се работи за еден мост кој што нема да можат, значи, никакви големи налети на вода да му направат некој штетување. Така, во целата ситуација нормално се поставува прашањето секој за водоснабдувањето. Ве прашав и пред емисијата, значи има практично водоводен систем во вашата општина, но во отчетот наведувате и реконструкција на водоводната мрежа, барем во Зрновци. Значи јас во отчетот имам дека ние започнавме со реконструкција на секундарната водоводна мрежа. Во овој мандат извршивме реконструкција на 400 метра. Меѓутоа, значи веќе последниот период кој да биде градоначалник ќе мора да направи целосна реконструкција и на останатиот дел на секундарната водоводна мрежа, бидејќи се работи за една застарена водоводна мрежа од некаде таму 70-те години. Ние за таа намена имаме сработено и техничка документација, значи технички проект кој што може да се година аплицира, да се бараат средства. Јас мислам дека многу лесно ќе обезбедиме средства, бидејќи тоа се едни од приоритетите. И според новата техничка документација, значи според новиот проект, самата секундарна водоводна мрежа ќе се состои од 3 нивоа. Ќе имаме 3 зони. Бидејќи во овој момент водоводот, секундарна водоводна мрежа од една зона и немаме рамномерна испорака на водата кај сите домаќинства. Така да тие што се долната зона, најниската зона, значи имаат многу силен притисок и при тоа и се оштетуваат чешмите, меѓутоа значи највисоката зона пак имаат недостаток на притисок. Од таа причина ќе биде изградено на 3 зони, горна, средна и долна зона, и затоа веќе ќе имаме рамномерен притисок и рамномерна испорака на сите домаќинства. Како инаку состојбата со резерви на вода? Колку е самата општина сигурна во тоа дека во наредниот период ќе има вода, бидејќи станува збор сепак за Подплачковички регион, каде што по логика би требало да има вода. Говорам за резерви за воиднина. Ние од моментот, значи приманата мрежа ни се состои од речното корито, зимаме вода од речното корито на реката Зрновка, која што понатаму успешно ја прочистуваме, имаме фабрика за вода и понатаму испорачуваме на граѓаните. Можам да кажам дека досега сите анализи од страна на Центарот за јавно здравје се исправни, се работи за потполно здрава и чиста вода за пиење, со исклучок што на одредени моменти може да добие одредена боја, односно заматување на водата. Тоа е при силни врнежи или во минатото имавме примери кога се работи, бидејќи се работи на изградба на нови хидроцентрали и тие при пробивање на речното корито во тој дел и призградба на патишта, значи знаеше водата да дојде крајно многу заматена и во неколку пати ни се случи значи да дојде водоводната мрежа да биде заматена водата, меѓутоа не беше неисправно сето тоа. Значи тоа беше само физички заматена, меѓутоа секогаш можеме да кажеме дека навистина се грижиме постојано да имаме здрава вода за пиење, бидејќи тоа е нешто значи најелементарно, најосновно и не смееме да си дозволиме да имаме неисправна вода за пиење. Граѓаните на вакви рурални населби се занимаваат со земјоделие и многу е важно што една локална самоуправа би направила во областа да се обиде да им помогне во областа на земјоделието. Дали имавте таму одредени мерки и работа во овој период, во овие 4 години, и пред тоа дали е размислувано, многу средини и луѓето сакаат да имат техничка вода. Дали сте размислувале за такво нешто, веројатно тоа поврзано и со самото земјоделие? И воопшто што во областа на земјоделието работи? Така, значи, јас можам да кажам дека пракса на добар дел од граѓаните во изминатите години беше да ги полеват своите бавчи со водата од водоводот. Што е секаде кај што? И навистина во одредени моменти знаеше да се јави недостаток на вода.
кај некои од домаќинствата и навистина таа пракса ќе мораме, значи ќе мора со таа пракса да престанат. Па многу ни се чудат често пати кога дека велат греота е со вода за пиење да се троши така. Бидејќи ние изгледа во Македонија трошиме без мерка. Тоа е наменска вода, значи треба да се користи за наменски потреби, а тоа е за пиење, за миење, за перење и за евентуално наводнели полевање на цвеќиња, неколку дрвца, нели така дворче. И така меѓутоа не е за вадење на цела нива или цела бавче. И навистина тоа е проблем, тука поготово тоа ќе го спомнам дека е изразено повеќе во село Мородис, од причина што таму реката преку лето, значи издашноста на водата е сосема намалена и тие се на некој начин и принудени да ги полеват бавчите, меѓутоа значи остануваат по неколку сати и без вода. Меѓутоа во идно време јас, значи еве сега со тоа што го спомнав дека со изработката, со изградбата на нова секундарна водоводна мрежа, ние можеме сегашна да остане за техничка вода во која што можат непреработена вода да добиват, а да бараме некој друго алтернативно решение како вода за пиење. Бидејќи во едно време значи планираме да направиме неколку бушотини со кои што ќе обезбедиме крајно чисто и квалитетна вода за пиење. На веќе и на тоа поле веќе имаме работено, значи имаме неколку фирми кои што работеа на тој дел да пронаоѓање на вода. Имаме неколку локации кои што ќе бидат погодни за бушотини. Јас се надам дека во едно време навистина ќе направиме неколку бушотини и ќе обезбедиме по 7 до 10 литри вода од една бушотина и со тоа значи целата општина повторно да покриеме со вода за пиење и тоа кој што ќе биде овој пат значи крајно квалитетно и добро. Ќе се вратиме на земјоделието, веројатно по рекламите, прво да слушнеме гледач кој што имаме, потоа реклами. Ало, повелете, добар ден. Добар ден, Тони. Добар ден. Така, ти пожелувам среќа во работењето на оваа прекрасна емисија, многу гледана во Ичниот плански регион. Благодарам, тоа може да биде заедно само со гледачите. Господин градоначалник, убави работи, слушам прекрасно. Меѓутоа мене ме интересира, бидејќи Ичниот плански регион го сочинуваат 11 општини. Неговата општина е една од помалите, релативно помалите. Дали тој е задоволен од работата на Советот на Источниот плански регион и дали тоа што е релативно мало во мала општина, дали е тоа хендикеп или бенефит за развојот на неговата општина и реализирањето на неговите програми. Благодарам однапред. Благодарам и јас, благодарам многу и јас, тоа секогаш ми се поставил како прашање денеска, бев на претходните денови на една средба која што е поврзана со локалната, со источниот регион. Ми говорихме колку децентрализацијата и помали општини помогна, колку не помогна, каде не. Значи, добро е прашањето, што за вас значише практично имањето на општина во една мала средина? Значи, јас можам да кажам дека навистина Источниот плански регион можам да кажам секакви пофалби за него, бидејќи во изминатите години реализиравме многу проекти. Речиси сите општини по неколку проекти ги реализиравме благодарение на Источниот плански регион, кој што аплицира за нашите општини. Јас во моментот имаме у фаза на реализација проект изградба на етнопарк, регионален етнопарк, кој што ми иде преку Источниот плански регион. Во минато изградивме етнокуќа, регионална етнокуќа во село Мородис, исто така идеше преку Источниот плански регион и куп други проекти, така да работата на Источниот плански регион навистина е за секоја пофалба. А што се однесува пак дали е предност тоа ние што сме мала општина или е хендикеп, јас можам да кажам дека навистина секоја мала општина има крајно мал буџет и навистина е многу тешко да дојде до реализација на поголем број на проекти, особено на големи проекти. Бидејќи сите проекти се поврзани, општината треба да го плати ДДВ-то со сопствени средства или треба да плати одредено кофинансирање. И овие проекти што идат преку Источниот плански регион, значи подлежат на одредено кофинансирање, кој што не е помало од 15%, некој пат може да биде и 30%. Така да навистина тоа е еден голем недостаток за малите општини, поготово ние нашата општина што немаме сопствени средства и сите овие години се боревме, значи крајно добро да менаџираме со сопствените средства, се со цел да можеме ова кофинансирање да го надокнадеме, иначе ќе требаше да се откажеме од тие проекти. Меѓутоа успевавме, значи да издвоиме средства, да штедеме, да шпараме, се со цел, значи да можеме да ги платиме тие издатоци кои што беа предвидени, односно кои се барат од нас. Така.
помал општина, помал буџет и мора да се Апсолутно, насочите да. кон други извори на средства да се реализираат проектите. Имаме уште некои десетина минути во денешното издание на Што мисли народот, кој што реков е прво од серијата на почеток, која што ќе биде посветена на тоа што и како е сработено во локалните самоуправи. Денес говориме за зрновци. Господин Станков, ве прашав за земјоделието пред гледачот, бидејќи нели сепак станува збор за регион каде што земјоделието е главна дејност на граѓаните во голем дел. Што успеа општината да им помогне на земјоделието? Еве, значи, еден од главните приоритети на нашата општина беше изградба на полски патишта. Ние успеавме да реализираме неколку полски патишта, со што обезбедивме полесен и побрз пристап на земјоделците до нивните земјоделски површини. Со тоа што изградивме еден пат во должина од 750 метра, кој е централен полски пат во село Морадвис, ова е асфалтиран пат. Успеавме од 2 километра пат да го пробиеме и да го тампонираме во село Зрновци. Тоа е пат со кој што исто обезбедивме на еден добар дел од полето, полесен пристап на земјоделските посеви. И овде ќе спомнам дека овој пат во едно време планираме, значи, и да го асфалтираме. И исто така еден заобиколен пат, односно присудинолско земјиште во Зрновци од местото викано Зрновски гумиња до местото викано Раскрсница. Овој пат имаше поприлична фреквенција, меѓутоа беше земјен пат, сега е асфалтен пат и навистина, значи, овде се работи за многу олеснување на самите земјоделци кога одат на своите посеви. Значи, постојано се грижевме за чистење исто на каналите, земјаните канали за наводнување. Успеавме да чистиме повеќе од 50 км земјани канали, со тоа, значи, да им помогнеме во делот на одводнување, меѓутоа исто така и во делот на наводнување на земјоделски површини. Така е, кога рековте полски патишта полски пат, размислав дали тоа, ма гледав овде на сликите дека се асфалтирани, само веројатно не се широки колку оние редовно. Значи, тие се широчина од 3,5 метри, пропратени се со канали за одводнување и со така, значи, крајно, значи, добри патишта. Можем да кажем и со тоа навистина им го леснавме на земјоделците, значи, пристапот до нивните земјоделски ниви, бидејќи, значи, самите коментари што слушаме од нив дека тоа му требат само неколку минути тој да стигне во центарот на полето. Така. Урбанизам и животна средина, колку се урбанизирани населбите со оглед на тоа, нели дека во денешно време многу се полага на тој дел урбанистички план, затоа што на таков начин може да се размислува како ќе се шират населените места, што таму сработите па поврзано и со животната средина. Така. Значи, ние во овој дел можем да кажеме дека излеговме со приличен број на проекти и успеавме сите проекти да ги реализираме. Значи, успеавме да направиме термофасада со енергетска ефикасност на општинската зграда. Исто така дојде и до внатрешно уредување на општинската зграда, со која што веќе имаме неколку простории нови. И една просторија меѓу тие е просторија за станоци која навистина ни беше крајно потребна. Изградивме плоштад во село Зрновци, со тоа ја задоволивме потребата од јавен простор, бидејќи навистина овој јавен простор сега ни служи за одржавање на секакви јавни манифестации, меѓутоа се користи во вечерните часови од страна на граѓаните на општина Зрновци. Изградивме парк плоштад во село Морадвис и исто така, значи, створивме едно пријатно катче за дружење и релаксација на граѓаните на село Морадвис. И исто така изградивме и парк во село Видовиште, кој што исто така, значи, им служи за дружење на сите граѓани на село Видовиште, од сите возрастни групи, со тоа што овде дојде и до уредување на паркно уредување на самата ново изградена црква Свети Климент во Видовиште. Со тоа, значи, го решивме проблемот околу заштита на самата црква, со тоа што таму има еден мал дел кој што е као плоштад и навистина, значи, сега ги исполнуваме сите услови за одржување на верските потреби на граѓаните во Видовиште. И со така направивме паркно уредување на црквата во село Морадвис. И овде исто така е поставена целокупната урбана опрема, поаѓајќи од клупа за седење, осветлување, фонтана, односно чешма за пиење. Обградена е целата црква со зидови кои што се направени од камен, поставена е заштитна ограда, заштитни врати и сите оние потребни работи, значи, да биде згрижена и да биде
биде едно пристојно, убаво место во село Мородвис. И морам да овде ќе спомнам исто така дека несебично дававме поддршка и за реновирање, реконструкција и уредување на дворното место на црквата Свети Димитри во село Зарновци. Оваа црква е в последните месеци се изврши исто така и фреско направење фреско живописот. Со тоа навистина, значи, црквата доведе нов лик. Ја заштитевме, значи, од секакви оние влијанија надворешни, бидејќи таа, не знам дали некојаш ќе им кажано дека поприлично беше оштетена, се работи за многу стара црква, сега таа целосно санирана, и меѓутоа исто така, значи, дворот е уреден и навистина, значи, граѓаните се среќни бидејќи, значи, убавувајќи своите верски потреби и се наоѓаат на едно многу пријатно, убаво катче. И можам да кажам дека последните месеци, последните години, посветеноста на црквата од страна на граѓаните е нешто поголемо. Така, споменавте дека имате соработка со Источниот плански регион, но имате и своја стратегија за локален економски развој. Забележувам некои проекти кои што се насочени еве и кон граѓаните, потребни податоци што се барат од граѓаните за нивните потреби. Како се работи на овој план? Каква е соработката со граѓаните? Да, значи секогаш во фокусот на нашето внимание беше и развојот на локалниот економски развој. Ние имаме за таа цел, значи, зона за мало стопанство во која што веќе се наоѓаат два објекта. Започна од неодамна да работи млекара, која што врши откуп на млеко и тука врши производство на млечни производи. Јас овде, значи, тоа што можевме да го направихме досега беше да ги обезбедиме со електрична енергија, со вода и со добар дел на фекална канализација. Меѓутоа, значи, следното што ќе го направиме, тоа ќе биде исто така пробивање на самите улици, асфалтирање на сите овие улици, се со цел, значи, да ги овозможиме подобар и полесен пристап до своите објекти, поготово што се работи за млекара, овде и условите, хигиената се бара да бидат, значи, максимално на високо ниво. Така, значи, првиот приоритет што ќе не биде понатаму во општината ќе биде асфалтирање на улицата која се протега покрај самата зона за мало стопанство. Така, значи, веќе интерес има, некој има отворено, а има ли интерес за некои други луѓе кои што би сакале да? Па ја можам да кажам дека навистина малку сум тука овој дел разочаран со оглед на тоа што ние овие парцели ги продаваме по 1 евро за метар квадратен, на комуналите ги сведовме само на половина евро, се со цел, значи, да можеме да ги стимулираме стопанствениците да почнат да градат. Јас мислам дека тоа во догледно време навистина ќе се случи. Јас постојано разговарам и со нашите, значи, селеници, им ги нудем овие плацеви, се со цел, значи, да можат да се одлучат да почнат со некој бизнис и навистина, значи, условите овде се добри со оглед на тоа што се наоѓаат на самиот регионален пат Црновци-Видовиште, така да можеме да очекуваме дека во догледно време навистина некој ќе се одважи и ќе почне да гради. Така. Уште еден гледач пред самиот крај. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до водителот и до градоначалникот. Благодарам, повелете. Гледач од село Мородвис. Слушаме, повелете. Благодарение на градоначалникот во село Мородвис многу човеко направи. Теа уште ни фале. Тротоарче од од куќата до продавницата, до реката, до венцовата продавница, градоначалникот знае. Добро, сигурно. И највише селаните ги интересира за асфалт до манастирот Свети Симеон. Дали уопште ќе може да се направи патот асфалт? Уште некој ден има манастирот на 14 септември слава, патот е катастрофален и дали ќе може да се стави асфалт. Так. Иначе превише е направено и Мородвис, и Зрновци, и Видовиште, свака му час. Така, благодарам. Благодарам, многу пријатно. Значи, тротоари до етно куќе. Имате етно куќе во Да, имаме регионална етно имате, куќе. споменува сега се сетив. Значи, ние имаме изработена проектна документација од самиот влез на Мородвис,
пробивање на улица, изгода на улица со широчина од 5 метри и пропратене со тротоари до самата етно куќа. Јас очекувам дека тоа навистина ќе го направиме со оглед на тоа што сите оние крупни инфраструктурни проекти се завршени, сега ни останаа повеќе ваквите фини работи, нели, да можеме да прошируваме улици, да ги реконструираме. А што се однесува до патот до манастирот Свети Симеон, овде има навоѓалиште, кое е се наречено манастириште, археолошко навоѓалиште. Имаме исто техничка документација за пробивање и изградба на пат. Јас исто, значи, овој проект во прва прилика ќе биде аплициран за меѓугранична соработка со Република Бугарија, со општина од Република Бугарија, и очекувам дека овој проект ќе помине. Ние во минатото го аплициравме еднаш, меѓутоа не се случи, бидејќи општината со која што аплициравме не ги поднесе проектите, бидејќи има една објективна причина да последниот ден останат проектите неподнесени, и покрај тоа што веќе имавме најава дека тие проекти ќе не бидат одобрени, и тоа немавме среќа, значи, да поминат. Не го асфалтиравме овој пат, меѓутоа во наредниот период нема дилема да има дека овој пат ќе биде изработен. Колку што знам, некаде од 1 октомври ми се чини оди тој нов рок за пријавување, аплицирање за ИПА или ИПАРД, кои фондови, не сум сигурен, денеска беше споменато. Веројатно тогаш ќе треба да се размислува во општината, независно кој ќе биде градоначелник, дали вие ќе бидете кандидати или не. Да ве прашам, еве, граѓанинот се јави и кажа што им фали. Колку граѓаните учествуваат и комуницираат со вас, и што е она што им недостасува? Што најмногу бараат од вас како градоначелник и од локалната самоуправа? Па можам да кажам сега тоа што беше барано во изминатиот период, веќе е реализирани со тие проекти. Значи, тоа беа фекална канализација, паркови, плоштади, изградба на улици, овие полски патишта, фекалните канализации, значи тоа, сите овие проекти се реализирани и сега навистина секогаш ќе имаме и нешто ново. Затоа и овој пат излеземе со нови изборни програми во кои што ќе се најдат, значи, сите оние проекти кои се набарања на граѓаните, значи врз основа на нивните идеи, на нивните предлози, и јас очекувам дека кој да биде градоначелник ќе излезе со овие проекти, ќе ги реализира во наредниот период. Дали вие ќе се кандидирате? Дали е познато, бидејќи гледаме дека сега ми се чини излегува со кандидатите, не знам за Зрновци дали излезе. Дали вие лично имате амбиции? Значи, ние преку мојата програма, преку мојата партија сме неколку кандидати. Се уште нема, партијата се нема произнесено кој ќе биде кандидат. Од моја страна што се отнесе до мене, значи не е никаков проблем да јас не бидам повторно кандидат. Веќе бев 2 пати. Имаме, значи, други против кандидати од самата партија. Меѓутоа останува, значи, последниот збор секој пат да го каже партијата, така како ќе каже, така ќе постапиме. Пак ќе кажам, значи, што се однесува до мене, јас ќе застанам позади било кој кандидат и ќе работиме повторно да биде кандидатот, изберен кандидат од редовите на ВМРО-ДПМН. Сметате ли дека, односно ме интересира Зрновци како општина, Зрновци како населено место, но и општината, што е она што го има како адут, не толку за туризам, туку за економски развој. Макар што и за туризам многу се размислува, не е дека не е богат и овој наш регион, одовде покрај Плачковица натаму има работи кои што може да се видат, но можеби не се развиени, но многу повеќе во делот на економски потенцијали, нешто што би можело да се развие како бизнис. Па пака се, јас пред се ќе кажам дека Зрновците традиционално се бават, значи најголемиот дел од луѓето со земјоделската дејност. Зрновци конкретно, значи самото село Зрновци има навистина плодна почва, има голема река која што ги задоволува потребите за наводнување и навистина, значи, Зрновци е познато по сите оние земјоделци, по производство на тие земјоделски култури, производство на прас, на пиперката, на патличинот, на грашокот, на боранијата и ред други производи. Значи овде се може да се произведе, меѓутоа сепак, значи, земјоделската дејност не е популарна со години. Секој пат са проблем, значи, откупот, проблем цената на земјоделските производи, така да од таа причина, значи, се помалку луѓе живеат од земјоделска дејност. Меѓутоа јас се надевам дека се до тој еден ден ќе се надмини и повторно, значи, ќе се вратиме на сите тие производство на тие подоходовните култури кои што беа застапени во минатото.
Што се однесува до делот на туризмот, јас навистина можам да кажам дека Зрновци има одличен потенцијал за развој на туризмот, со тоа што ние постојано градиме нови туристички содржини. Во Зрновци има што да се види, Зрновци има пред се, крајно добра клима. И јас овде, ќе го спомнам сега кањонот на реката Зрновка, за вистина се работи за еден крајно живописен кањон кој што го привлекува вниманието на јавноста, и од поширокиот регион, на гости, на туристи. Меѓутоа, потребни се овде нови туристички содржини, потребни се пред се трим патики, потребни се патики за велосипеди, потребни се неколку моста, потребно оплеменување на постојните пештери, кои што навистина се многу живописни, меѓутоа со мала доработка, тие ќе бидат атрактивни и ќе бидат погодни за престој на туристите. Имаме голем број на природни базени кои што ги користат и сега младите од Зрновци, така да сите овие содржини кои би се оплеменили, кои би се направили, навистина ќе бидат едно многу атрактивно место за голем број на посетители. Така, веројатно. Овде ги имаме, археолошки локалитет, етно куќата, еве се изградбата на етно паркот, тука се манастирите, црквите и ред други работи кои навистина го привлекува вниманието на туристите. Господин Станков, ви благодарам за изложувањето пред граѓаните на вашата општина и пред гледачите на телевизија Стар за тоа што вие работите во изминатите 4 години. Се разбира, ние сме овде за да следиме понатаму што ќе се случува во овој регион, следно на тоа и во локалната самоуправа, во општината Зрновци. Ви благодарам и се надевам се гледаме во следната. Благодарам. Тоа беше господинот Блаже Станков, градоначелник на општината Зрновци, со практично едно видување на тоа што беше сработено во претходниот период за граѓаните да имаат увид во сето тоа, а слушнавме и граѓани кои што има своји размислувања. И тоа е првата емисија во оваа сезона на Што мисли народ, кој што за загревање реков ги има овие гостувања на неколку градоначалници од регионот кои што го изложуваат она што го работеле, се разбира, во интерес на граѓаните. Се гледаме утре во исто време на исто место. Наши ваш гостин ќе биде градоначалникот на општината Виница, господинот Емил Дончев. Пријатно.